Венцо Стојчев е избран за нов председател на Народна техника во Штип, на вонредно изборно собрание, што се одржа пред 2 дена. Ова е второ вонредно собрание за прв човек на Народна техника, откако исто така на вонредно собрание друга група на членови за председател го избраа Ристо Инџекаров. За сегашниот председател, тој избор бил невалиден на сите тогаш избрани нелегитимни. Народна техника и посебно клубовете на Народна техника се нападнати од една група нелегитимни членови, кои веќе направија прво еден упад во фотоклубот, кај што организираа нелегитимно собрание, после тоа во радиоклубот и еве пред неколку дена имавте вие објави на вашите телевизии, направија упад и во Народна техника. Значи, тотално се луѓе собрани од улица, прават собрание и во моменту имаме пречка од нив за да се регистрираме сега ние како ново раководство во Централниот регистар, па ќе видиме што ќе биде. Мислиме дека правдата е кај нас и ќе треба да се расчистиме со тие луѓе. На новото вонредно собрание од 15 предвидени делегати присуствувале вкупно 12. А за одлуките и за тоа беше скоро се едногласно изгласано, освен за председател имаше еден воздржан глас. Донесени се некои одлуки да се смене статутот, бидејќи статутот ни беше од 2011 година, имаше некои недоречености, така да и тоа го исправиме и сега таа документација ние комплетно во регистарот чекаме да помине регистрацијата. Народна техника е едно од најстарите здруженија кое во децениите наназад на Штип му донесе многу медали и признанија. Во моментов таму работат радиоклубот Никола Тесла, фотокино клубот Ванчо Прке и Здруженијето на пронаоѓачи. Пред неговите членови предстојат светското телепринтерско првенство во септември, како и надпревар по телеграфија во ноември. Сепак кој ќе ја представува Народна техника од Штип на тие надпревари и кој со истата ќе раководи ќе зависи од тоа кој од двете раководства ќе успее да се регистрира во Централен регистар.